денеска во студиото имаме една прекрасна госпоѓа која ни допатува токму од Германија, а е по потекло од Кавадарци. Се работи за поетесата Милица Паулус, дипломиран писател во Германија, која ни дојде овдека во утро, со која ќе поразговараме на темата поезија и се што е поврзано со твориштвото на книгата и пишаниот збор. Добро утро, Милице, добро ни дојде во утро. Добро утро, добро ве најдов, да ги поздравам гледачите и благодарам на поканата. Задоволството е наше, затоа што одамна се договараме да бидете дел од утро и еве малце подетално да ги запознаеме гледачите која сте всушност вие, какво е вашето движење во Македонија, па и надвор од државата во делот на поезијата и пишаниот збор. Ајде малце во детали да ни кажете, од кога започнавте со поезијата, зошто поезијата е всушност и вашиот живот? Па вака, јас пишувам не само поезија, пишувам и проза. Многу сум активна на литературното поле, уште како малечка, уште како дете. Се сеќавам, првиот расказ беше Рацете на мама и моите писмени задачи се шета учителката, подоцна и наставничката до 8 деление, се шета од еден клас во друг клас, затоа што навистина уште тогаш талентот се гледаше во мене и читав поетски творби што навистина беа за возрастни, тешки за читање. Значи довербата беше голема на наставничката во мене и многу ме мотивираше во тоа време. Така. Потоа, нели, завршивте и студии во делот на поезијата, дипломиравте како писател. Работите и како рецензент, мислам дека и на многу... Правам рецензии и промотор, да. Ете така, и како промотор на многу дела на писатели, да. Како во земјава, така и во странство. Па ајде сега подетално да направиме какво е вашето движење, да ни кажете низ Македонија, бидејќи доста сте активни не само во Македонија, во Балканот, па и надвор од границите на Балканот. Која е пораката, што сакате со ова да покажете и што се активности имате? Па да, вака, јас активно започнав на литературното поле да работам кога немаше никој, не се работеше на литературното поле, на онлайн, на интернет и со настани. Значи јас ги инспирирав младите генерации, не само младите и постарите, отворив неколку поетски групи, ми се чини дека беа и првите, и отворив литературни групи за проза. Прво за македонските поети и писатели, а потоа и интернационални. Така да се запознавме сите меѓу нас и тука им го покажав патот на пишувачите до првата книга. Прво работевме заеднички книги, антологии, на кои што бев ја уредник, 17 или 18 беа. А потоа самостални книги издадоа неколку од поетите и писателите и се повеќе и повеќе беа мотивирани, работеа се повеќе и повеќе. И така да почнавме да правиме и промоции, како што доликува, како што треба, нели, рецензент, промотор. И промотор сум на некаде околу 100 и повеќе книги, рецензент на уште повеќе, преку 300. Почнав да правам малечки поетски читања со 10 души, 15 души, така започнав во пред 20-25 години, кои што прерасна во убави поетски манифестации. И нас не имаше пишувачите, да речем, поети, писатели се повеќе и повеќе, бројот се зголемуваше. Така да почнав активно да ги мотивирам и децата, млади, деца, млади и возрастни, поезија и проза. На ова литературно поле почнавме, никна многу фестивали, меѓу кои интернационални, како што сега ги работам, значи поетско читање, па манифестации, сега се прерасна во големи фестивали. Сега наредниот фестивал, литературен фестивал, поточно поетски фестивал ќе биде во Македонско село. За прв пат во Скопје, во Македонско село, има поетски настан. А на 11 октомври пак одиме во Петрич, интернационален фестивал, на кој што сум главен организатор јас и соработувам со координатори од Бугарија, значи од цел Балкан ќе има поети и писатели кои што ќе настапат со поетски творби или прозни дела со литературни дела.
Така, тоа ќе биде на 11, а ова во етно село во Скопје ќе биде на 18 октомври. Октомври, па е една покана до сите кои ги интересира поезијата. Срдечно. Да се приклучат, да дојдат, нели, ем ќе го видат етно село, меѓутоа им ќе слушнат квалитетна и добра поезија. Многу надпревари организирате во делот на поезијата, на прозата, и тоа го правите интернационално. Ајде малку околу тие надпревари, еве да ги мотивираме сите што сакаат да пишуваат да се приклучат кон тоа. Па, најпрво почнав тука во Македонија, значи меѓу нас на поетските читања. Прво не беше за неколку поети, писатели, поранешните, повозрасните генерации прифатливо и сватливо дека се дели награда, нели, за поезијата. Меѓутоа и на Струшките поетски вечери се даваат награди. И насекаде трудот се вреднува, дали е тоа музичар, ликовна уметност, зошто не и на поезијата. Така да почна да давам дипломи, да се вреднуваат поетските творби и статуетки. И тоа со професионално жири, македонисти, значи или југословенска компаративна книжевност, и кои што се разбира дека се и поети и писатели. Значи стручно жири. И се даваат награди, се мотивираат и младината и децата, па и возрастните, да кажам, и со тоа се дава значење исто на вредноста на поезијата. И од тоа време кога почнав да ги правам настаните, поетските настани, се проширија, значи, поетските манифестации низ цела Македонија. Се отворија многу поетски клубови, се прават многу настани, се дружиме многу низ поезија, низ литературни дела, се печатат многу книги, се смееме ние повеќе, има пишувачи, него читачи моментално. Значи, стварно не има многу, премногу не има. Секој што има дарба, има право да пишува, нели? И така да литературното поле и воопшто прозата, поезијата и сите наши книги сепак служат како еден начин на кој што се негува македонскиот јазик, и со читањата исто така, значи да се чита литературно, да се пишува литературно. Има голем интерес, сега се чита некако порано што се пишува, сега се читат и сите стилски фигури да се знаат, младината има многу интерес за да чита книги, значи работите се сменија многу. И затоа можам слободно да кажам дека имам голем придонес на македонското поле, што ете така јас започнав, а сега се работи многу активно. Значи и друштво на писатели исто почна да прават настани, да се дружиме, многу сме активни сега и тоа ме радува. Да, исто така е интересно дека имате безпрекорна соработка со речиси сите библиотеки низ сите градови низ Македонија и со домовите на култура, така да ви овозможуваат да сето тоа го изреализирате без никаков проблем. Да, вистина е тоа. И така треба да биде, затоа што ние мора да соработуваме со културните центри и со библиотеките, и сега започнавме заедно да правиме настани. Например, јас и библиотеката од Кавадарци, јас и библиотеката од Скопје или седно од кој град, и така да привлекуваме многу повеќе читатели и мотивираме за пишување, се разбира. Го негуваме македонскиот јазик. Така, каде да се обратат сите оние кои сакаат еве да учествуваат во сето ова, каде да ве најдат вас, или имате некои, да речеме, здруженија тука низ Македонија за да се приклучат и да учествуваат еве на надпревари, на фестивали? Има издружение, но јас ќе речам ништо нема да пропуштат ако ме следат на Facebook, на мојот профил, јас секогаш објавувам, значи се е презент кажано, деталирано, секако што треба во детали, кога ќе се одржи, каков настап, која тема, што ќе се пишува, кои се награди, кој ќе учествува, се разбира имаме и музички точки, да малку се освежи, еве како сега што ќе биде у македонско село, имаме изворни македонски песни, па носи, па традиција со солца, со лепче, со, значи секако што прилега за една македонски Да. Така. Ајде сега и за крај малце да ми кажете каква е паралелата кога ќе направите, бидејќи долги години не живеете во Македонија, помеѓу творештвото во Македонија и творештвото надвор од границите на Македонија? Па една работа ќе спомнам ја што е многу битна, многу важна.
да надвор од Македонија во западните држави многу се чита, повеќе се чита. Значи интересот за книгата е многу поголем. Се чита во автобус, во метрото, се чита на паузи на работно место, на секаде се чита. Сега тоа ми е мене и целта тука да мотивираме повеќе и за читање, не само за пишување. А друго, таму да се издаде книга, разликата е голема во издавање на книги, тука може секој да си плати и книга да издади. А таму поминува, се има своји процедури преку лектор, преку издавачка куќа, дали ќе прифатат, треба да има измени, не прифаќат секого и така тешко е да се најде издавачка куќа. Тоа е разликата, а друго што се однесува лично на мене за пишување, јас поезијата ја чувствувам низ мајчиниот јазик. Јас повеќе пишувам проза на германски, затоа што поезијата не допира во мојата душа. Јас со мајчиниот јазик може сите чувства да се искажат, го чувствуваш јазикот, топлината на јазикот и пишувањето, значи на поезија е малку потешко. Не сакам некој кич, јас пишувам со чувства и така треба да биде. А прозата е друга работа, значи во Германија имам издадено многу книги, романи и за деца, за млади, новели, кратки раскази, приказни, така. А тука во Македонија повеќето се книгите поезија, затоа што таму негувам прозата, а тука повеќе поезијата. Затоа што имам исто и прозни книги, прозни дела и тука во Македонија, но повеќе вака се шетаме низ градови, читаме и прикладно е да се чита поезија од прозата. Некако македонскиот народ како да е чувствителен во таа насока, би рекла, затоа што по-поетски е насочен, некако дали од самиот патриархалноста која ја имаме, во која сме израстени, изгаени, со чувства, со емпатија кон другиот, некако и почувствителни сме. Додека, да речеме, во Германија, луѓето се малце поладни. Може би и тоа е причината што, повеќе се пронаоѓате и во самата поезија во Македонија со македонскиот мајчиниот јазик, а таму веќе некако постран ви е јазикот и средината, нели, каде што не сте растеле. И така да на тој начин ја мислам дека тоа многу влијае на емоцијата која се изразува преку перото. Па да, добро кажавте, баш така е. И јас ќе речам дека македонската поезија е многу убава. Затоа што разбирам и сум читала и поезија на други јазици, али македонската поезија е посебно, ние пишуваме со многу чувства, вистина е тоа. И има некоја улога за тоа што потопла земја, потопол народ. Јас ќе речам, освен Гете, мене у Германија поезија не ми се чита од никој друг и би рекла вака, после индиската поезија, ќе става македонската поезија на второ место. Значи, навистина имаме убава поезија. И прозни дела сега, ја препорачувам стварно, навистина препорачувам на сите читатели да читаат наша македонска литература. Затоа што имаме навистина совршени поети и писатели, современите писатели, поети, убави дела сум читала, и знам дека ќе читам уште многу други и сега би се обратила кон сите професори, наставници во Македонија да ги мотивираат учениците да читаат македонска литература. Тоа е најдобро, затоа што сепак сме во Македонија, тоа се наши македонски деца кои треба да чувствуваат својата татковина, својот јазик, својот идентитет, а тоа се прави само преку читањето на нашите врвни писатели. Несомнено има и доста млади писатели, нови писатели, меѓутоа кога ќе прочиташ нивната литература, значи стварно има со што духовно да се нахраниш, некако да освестиш некои работи кај себе и да станеш една подобра верзија од себе. Па еве и во Кавадарци имаме Марија Камчевска, после имаме Адријана е тука, Викторија, има многу млади поети што навистина се надарени.
И ако се работи тука во Кавадарци поорганизирано и добро, значи Кавадарци е не само град на виното, туку Кавадарци може да биде и град на поезијата. Вино, поезија идат заедно. Така е, така е. Милица, јас многу ти благодарам што беше дел од утро, што најде време да не угостиш со твоето присуство и што си поразговаравме и што бевме еден мотив повеќе да ги мотивираме и младите и сите оние кои сакаат да читаат, а и да пишуваат нормално за да оставиме богатство за идните генерации. Чест ми беше, благодарам.